Благодарам. Денеска би сакала да ви се обратам на две теми. Едната тема е рушењето на зидот од безистинност како повод во состојбите во културата, а другата тема е декларацијата на НАТО предложена од ВМРО ДПМН и ДУИ. Се разбира дека рушењето на зидот во безистинност како повод за состојбите во културата не става во ситуација кога сакаме да реагираме на еден неодговорен однос на владата кој што го практикува кон целокупното историско-културно наследство во Република Македонија. Сведоци сме дека голем број објекти од непроценлива важност за македонската култура и за македонската историја се напуштени, оставени на забот на времето, а понекогаш и остануваат сосема уништени. Црквите и манастирите и различни други објекти, голем број со векови стари, кои се вистинско културно и историско наследство на нашата држава, во недостаток на средства за реставрација, за конзервација и за заштита, потполно пропаѓаат. Рушењето на зидот во безистеност покажува само дека на површина испливуваат голем број на примери на негрижа кон македонското културно наследство. Би сакала да посочам некои примери кои што и досега многу пати сум ги кажала. Тоа се цркви во руралните области во Република Македонија, некои стари дури од 12, 13 и од 14 век. И тука би сакала да го споменам особено Курбиново, кој е споменик на културата во светски рамки, кој што е влезено во сите енциклопедии, кој што е влезено во европското културно наследство, а е оставено на забот на времето. Или покривите прокиснуваат, па фреските се уништуваат. Во секој случај, раката на македонскиот неимар, кој што го создал нашиот културен идентитет, на овој начин исчезнува. Од друга страна пак, се трошат огромен број на средства за некој кич фасади, за промоција на така наречена нова историја, со изградба на објекти и споменици кои што не се составен дел од нашиот културен идентитет. И за тоа повеќе пати сум зборувала. И сум ја посочила Триумфалната порта како пример на римско културно наследство кој што новие простори ја нема, а кој што ни е внесена во македонскиот културен идентитет. Или пак уште пострашно споменици на личности од други држави, неретко непријатели на Република Македонија, како споменикот на Симеон Радев, кој што доколку не се реагираше, ќе останеше да го краси Министерството за надворешни работи на Република Македонија. Министерството за култура и Управата за заштита на спомениците на култура и првите луѓе во овие институции, министерката Канчевска, Милевска и господинот Паско Кузман, не смеа да дозволат објекти во Старата чаршија кои што потекнуваат од 18 век да се доведат во таква руинирана состојба за да мораат да паднат или дополнително да се дозволи на багери да влезат во чаршијата и неповратно да ги срушат овие објекти. Сега да, постои сега оправдување дека на тоа место ќе се изградат автентични објекти, но сепак тоа е некое фалсификување на автентичноста, бидејќи тоа е создавање на нова историја со градењето на нови објекти. Без оглед со каков изговор ќе се послужат, факт е дека институциите биле должни да го заштитат културното наследство, конкретно и овој објект, и тука се прекршени повеќе закони, бидејќи е издадена дозвола на приватно лице, наместо да се издаде дозвола на стручно лице, и на тој начин се вмешани во овој скандал. И за тоа секако дека некој треба да одговара, бидејќи вакво нешто не смело да се случи. Со рушењето на еден зид од безистенот во Старата чаршија, на површина исплива несинхронизираното работење на институциите на културата во Република Македонија, кои се должни да го заштитат културното наследство во оваа земја. Пред се тоа се Министерството за култура, Управата за заштита на спомениците и Конзерваторскиот завод, кои што си ја префрлаат топката и не уверуваат дека ќе го обноват зидот и повторно не ставаат во ситуација на градба на уште понови и поубави објекти, наместо сочувување на постојните објекти и сочувување на нашиот културен идентитет, што е особено важно. Дали со градбите на нови поубави објекти треба да го заборавиме тоа што е за нас најзначајно, нашиот постојен идентитет, и да изградиме нов како што ни предлага владата. Такви опасни тенденции во вакви турбулентни времиња делуваат мощно вознемирувачки врз граѓаните на Република Македонија.
Во оваа ситуација би сакала да укажам дека СДСМ предупредува и апелира дека новата историја која упорно се создава, фалсификувајќи го на културното наследство, културното минато, е краткорочен проект, краткорочен зафат и тоа се покажало во повеќе земји во Европа, не само еве тука кај нас. Значи, повикуваме да се запре со такво нешто, да се размислат за овие постапки и целата енергија, сите средства да се насочат кон заштита на постојните историски споменици кои што ги има Република Македонија, а кои што при тоа се оставени да пропаѓаат. Ние сме народ со јасен културен идентитет. Тој културен идентитет е евидентен во нашето културно наследство. Секој обид да се изгради некој нов идентитет, нов споменик на култура, не изместува тој постојан културен идентитет и представува еден навистина опасен преседан за нашето минато, за нашата историја и за нашето наследство. СДСМ бара власта да престане да ја злоупотребува културата и да троши милиони евра на проекти без уметнички вредности, да престане да подметнува врби како уметнички инсталации и да отстрани политиката од институциите на културата. Културата е една и единствена и таа мора да биде вон од политиката. Бараме милионите кои што се трошат за кич фасади и за сите проекти кои што се производ на нечии лични хирови, да се пренаменат за реставрација на споменици на културата кои се пред распаѓање и за нивна афирмација во светот и за нивна целосна и потполна заштита, бидејќи тоа е во полза на сите нас, со сочувување на нашиот културен идентитет. И на крајот, инсистираме на домаќински однос кон парите во културата. Мора да се има обзир што е приоритет кога се трошат пари, бидејќи не станува збор тука за лични или за партиски желби, туку се работи за пари на граѓаните, пари од сите нас кои што се трошат во културата. Ви благодарам. Ова беше првата тема за која што сакав да зборувам. Дали има прашања? Повелете. Тогаш станува збор за перење на пари на големо ниво, бидејќи сите споменици кои што се изградени во наводници, работите не се јасни каде се отидени толку средства. И ова е исто така кажано во контекст на информацијата дека ќе се обноват 250 фасади. 250 фасади ќе се обноват, а сите сме сведоци дека позадината на тие објекти кои што се обновуваат останува иста руинирана, што значи дека правиме Потемкинови села. За траењето на Потемкиновите села нема потреба во оваа прилика да